Саморегулацијата знаеме дека кај нас е веќе активна една година саморегулаторно тело и сметаме дека саморегулацијата мора да се почитува и да се посвети поголемо внимание, затоа што еве денес ќе разговараме за говорот на омраза и за дискриминацијата, а треба да знаеме дека во Кривичниот законник за говорот на омраза и за дискриминацијата се предвидени затворски казни токму за главните уредници, одговорните уредници и за собствениците, а казните не се мали, се движат од 1 до 10 години. Во една држава со демократски капацитет вакви работи не би се случиле, меѓутоа ние знаеме каква е состојбата кај нас и законот не се применува, но не значи дека со промените кои ќе настане сега во општеството, што треба да настанат, дека некој пат некој од главните уредници или собствениците може да заглави во затвор. Токму затоа ние инсистираме на саморегулацијата која всушност е начинот со кој што собствениците, медиумите, главните уредници, новинарите и јавноста ќе бидат спасени од говорот на омраза. Кај нас во работата на нашето тело ние забележавме, имаме 16 случаи на говор на омраза, најмногу се кај интернет медиумите, потоа кај националните телевизии и има една представка за печатен медиум. Доколку стануваше збор за едно регуларно општество, тогаш голем дел од овие медиуми ќе мораат да одат на суд. Токму затоа ние се залагаме ова саморегулација да биде што повеќе прифатена и да се вртат медиумите кон неа, затоа за да може да се одбегне говорот на омраза, да се одбегне дискриминацијата. Вие знаете дека господјата Ангела Меркел, германскиот канцелар, неодамна повика за спречување на говорот на омраза и во социјалните мрежи на Facebook. Кај нив не може да најдете говор на омраза во печатените медиуми или во електронските. Но веќе се јава во општествените мрежи, во јавните мрежи и токму затоа таа повика и на борба против говорот на омраза на овие мрежи. Facebook се согласи, рекоа дека тие ќе предуземат мерки. Значи, активностите за борба против говор на омраза веќе се поголеми, дури гледаме дека и на Запад. И затоа мислам дека и ние еве денес ќе поразговараме токму за тие работи и ќе свртиме на нова страна за да се спречи овој говор на омраза и дискриминација. Кога мислите што стигнате до вас, врз кого, против кого се насочува говорот на омраза? Имаме 16 вкупно представки донесени кај нас. Од тие 16, 12 се за портали, 3 се за национални телевизии и една за печатен медиум. Национален печатен медиум. Говор на омраза и дискриминација. Против кого? Имаме против, да речем, за ЛГБТ заедница, малолетници имаме, исто така, потоа политичари, новинари, против нив. Како го коментирате говорот на омраза помеѓу колегите новинари? Па мене, јас као новинар, ми е многу срам кога ќе видам дека новинари се напаѓаат со новинари, меѓутоа, токму затоа и реков дека во едно вакво општество нерегуларно може да се случи да се напаѓаат новинари. Тоа за мене воопшто е неприпатливо.